Почитувани гледачи, ви благодарам што сте на фреквенцијата на телевизија 24 и во овој редовен термин сабот 11 часот ја очекувате најновата Откриени тајни. И денес продолжуваме да разговараме за карактеристиките кои што ги поседуваат генијалците. Ги има 24, а ние денес ќе зборуваме за 4 од нив. Секако дека со уште една емисија ќе го заокружиме и овој мини серијал, но ве поканувам во денешната да останете заедно да го проследиме разговорот пред се со доктор Жарко Костич, мотивационен говорник, и да им посакаме добре дојде на нашите специјални гости кои што ќе разговараат на оваа тема, на карактеристиките на генијалци кои што тие ги развиле во себе и благодарение на нив го постигнале својот успех во животот. Останете на телевизија 24 и секако следете ја новата Откриени тајни. За 24 карактеристики на генијалци никогаш не ни е доволно да разговараме, па токму поради тоа и денес продолжуваме, како што веќе најавив, за карактеристиките кои што се одлика на успешните луѓе, на луѓето кои што успеале благодарение на овие карактеристики да успеат во својот живот. Секако дека разговорот го започнуваме со доктор Жарко Костич, мотивационен говорник, кој со нас и денес ќе позборува за 4 карактеристики, а секако дека во продолжение место и простор во нашата емисија има токму за генијалците од нашите простори. Жарко, добар ден и добре дојдовте во оваа Откриени тајни која што и овој пат е посветена на 24 карактеристики на генијалци. Добар ден, Сања, добар ден до нашите верни гледачи. Како што и напоменав, и денес ќе зборуваме за 4 карактеристики на кои што секако ќе посветиме повеќе внимание, како и ние, така и гостите кои што денес се во рамки на нашата Откриени тајни, а разговорот ќе го започнеме со перфекционизмот, карактеристика која што е очигледна дека ја имаат сите генијалци, затоа што веројатно дека не постои генијалец кој што не сака нешто во неговото опружување, во неговиот живот да биде перфектно. Точно, значи ние веќе неколку емисии повторно ги се осврнуваме на дел од овие карактеристики, со тоа што во вториот дел од нашата емисија имаме гости, кои што не се приклучуваат и кои што фактички го споделуваат нивното гледиште на карактеристиките кои што ги обработуваме и како тоа им помогнато да успеат во својот живот. Ова се карактеристики кои што ги открил доктор Алфред Бариос и кои што има откриено дека овие 24 карактеристики се во основа на сите генијалци, дека се тоа карактерни особини, се особини на кои што можеме да работиме и тоа ни е целта со овие емисии, да ги промовираме овие карактеристики, едноставно да допринесеме, да дадеме наш допринос за тоа кои се овие карактеристики, да ги направиме интересни за нашите гледачи и да ги поттикнеме да работат на самото тоа. Перфекционизам. Генијалците не може да толерираат просечност, потоа се тие веројатно познати според Алфред Бариус, особено кај себе си. Никогаш немојте лесно да се задоволувате со себе и секогаш стремете се да бидете подобри. Значи, перфекционизмот е убава карактеристика. Видите, за да направиме нешто, треба да имаме некаква сцена, некаква идеална сцена. Што е тоа што сакаме да го направиме? Каква емисија сакаме да реализираме? Можеме претходно да ја замислиме. Што е тоа што сакаме да кажеме? Дал тоа што ќе го замислиме, ќе го реализираме баш на начинот на кој што сакаме да го направиме. Но гледайте, некогаш дури не можеме да ги замислиме некои работи идеално. Така да во постоењето многу е битно исто така да гледаме некои работи околу нас, како некои луѓе ги направиле перфектни, како можеме да научиме од нивните креации. Што е тоа што можеме да го искористиме од нив? Видите, тука веќе се поврзуваме на претходните карактеристики, тоа е дека генијалците сакаат да стекнат знаење, сакаат да прашуваат, се љубопитни, се заинтересирани за животот и постоењето. Нели рековме дека генијалците работат за околината, работат за другите. Заради тоа им е битно да се перфектни. Гледате, многу е убаво да сте перфектни, многу убаво и многу е лесно да имате перфекционизам и да тежнеете кон перфектност и надпросечност, ако имате некоја повисока цел од себе си. Гледате, генијалците имаат цел за општеството, имаат цел за околината. Тоа што тие го прават веруваат дека е многу важно и дека е многу битно. И тука, фактички, тие ја преземаат одговорноста. А перфекционизмот е на некој начин поврзан со одговорноста. Одговорноста е како да го направам најдобро тоа што сакам да го направам. И можеме да бидеме перфектни не само како луѓе на работното место или во она што се занимаваме професионално. Можеме да бидеме перфектни и перфекционисти, да бидеме надпросечни пријатели, сопружници, луѓе во живењето, едноставно животот да си го направиме надпросечен, да биде пон со авантура, да биде пон со забава, да биде пон со хумор, да биде пон со смеа, да биде интересен. Видите, тоа е перфектен живот. Треба да тежнееме да сме перфекционисти не само на нашето работно место, туку во сите сегменти во животот и во постоењето. Поради тоа што тоа е за мене вистинската генијалност.
Продолжуваме сега со смислата за хумор, една како што јас и на самиот почеток кажав, мојата омилена карактеристика на генијалците. Алфред Бариус вели вака: бидете подготвени да се смеете на сопствена сметка, немојте да се навредувате кога шегата се однесува на вас. Дали тука ќе се препознаат многумина, ќе видиме секако од реакциите на социјалните мрежи, а што вие ќе кажете за смислата на хумор? Пилвам подсетува на некои ситуации кои сме биле помали, така некој ќе ти не знам, извадат некој надимак, на кој што се љутиш или ќе почнат се шегуваат на твоја сметка. И колку повеќе се љутиш, толку повеќе луѓето имаат тенденција едноставно да го повторуваат тоа и таа шега повторно ти се враќа. Поради тоа што човекот не може да го прифати тоа. Гледате, ако го прифатиме сметката да е на наша шега, па што и ако е, гледате, тоа во тој момент завршува. Поради тоа што имаме доволно големина, сме доволно големи како луѓе и на крај крајава знаеме дека тоа не се однесува на нас. Ако сме вистински сигурни во себе, ако вистински знаеме тоа што сме, ако веруваме во себе, гледате, нема потреба некоја шега која што е на наша сметка да не засега до толку за да не можеме едноставно да бидеме смирени или едноставно се не изнервираме, затоа што гледате колку посериозни ги правиме работите, ги справиме подсврсти, го правиме на тој начин тоа проблем. Колку повеќе се бориме против нешто, толку тоа нешто доаѓа кај нас. Колку повеќе сакаме да се скриеме од нешто, да избегаме од тоа нешто, толку повеќе тие работи доаѓаат кај нас. Исто и со шегите. Ако почнуваме да се плашиме некој да ја направи шега на наша сметка, ако едноставно почнуваме да бегаме од сето тоа, луѓето ќе има тенденција тоа да ви го даваат. Животот има тенденција да не ги дава работите кои што не можеме да ги соочиме. Колку повеќе работи сме волни да соочиме, толку повеќе работите се разрешуваат. Ете, решението за секој проблем, решението за се е волноста да се прифати ситуацијата, тоест да се соочи. И на тој начин тоа е првиот чекор било каков проблем да можеме да го решиме. Па на некој начин така и со шегите на наша сметка. Гледате, не станува збор да имаме луѓе кои што имаат тенденциозност да прават инвалидативни шеги на туѓа сметка. Така, дури и таквите шеги можеме да ги прифатиме затоа што во таа ситуација тој што ја прави шегата на тој начин повеќе зборува за себе си отколку за оној за кој што ја прави шегата. Гледате, мислам дека генијалците прво никогаш не прават инвалидативни, злобни шеги на туѓа сметка, поради тоа што тие ги сакаат луѓето, поради тоа што тие ги ценат луѓето, поради тоа што тие гледаат добрината во луѓето. Може да направат таква шега на своја сметка, но никогаш нема да го направат тоа да омаловажат, да повредат некој друг човек околу себе. Но може тоа да си го дозволат на себе си, па од друга страна и поради тоа што знаат пак дека не станува збор за нешто кое што е сериозно и кое што е вистина за нив, поради тоа што и тие се знаат дека се вредни, дека се добри, дека имаат своја самодоверба и сигурност и заради тоа може да ја прават самите тие шегата на своја сметка, а исто така и поради тоа може да примат шега на своја сметка. Но интересно е на што сум видел кај генијалците дека ретко ја не сум видел генијален, кој што за мене генијален, ум и генијален човек да прави омаловажувачки и инвалидативни шеги на туѓи рачун. Продолжуваме со разновидност, секако дека уште една доста интересна карактеристика, можна значајна за да се постигне успех во животот. Алфред Бариус вели: колку повеќе нешта ќе научите да постигнете, толку повеќе самодоверба ќе развиете. Не избегнувајте нови подвиси. Да, самодовербата, новите работи се поврзани со самодоверба. Ајде ова да го објасним, иако сум сигурен дека во една од претходните емисии сме го споменале. Гледате, сигурност и самодовербата не потекнува од статичност, потекнува од волност да се искуси нешто ново. Гледате, човекот мора да има способност да знае, но исто така мора да има способност и да не знае нешто. Гледате, животот игра. Постоењето е некогаш убаво поради тоа што баш имаме некаква непредвидливост во тоа постоење. Ако сакаме се да знаеме, да бидеме сигурни и мораме се да собереме како знаење, да предвидиме, па тек тогаш да тргнеме во животот, обично никогаш не тргнуваме, затоа што никогаш не е доволно знаењето. Ако размислувате на тој начин, никогаш нема да соберете доволно знаење за да бидете целосно сигурни за да тргнете, баш поради тоа што сигурноста не зависи од тоа да го соберам јас целото знаење. Во една од претходните емисии нашиот уметник Гарабет Тавитјан Гаро каже една многу убава изјава, тоа е дека сигурноста е кога неизвестноста ќе направите известност. Гледате, во постоењето секогаш има неизвестност. Гледате, за тоа зборам, способност да не знаеме се. Но тоа е волност да се искуси непознатото. Како го искусуваме непознатото, ние почнуваме да знаеме за него. И колку повеќе знаеме, толку повеќе контрола
почнуваме да имаме во животот. Но гледате, тоа е освојување на простор, тоа е освојување на територија и само со првична волност да тргнеме, а и да не мора се да знаеме. На некој начин волноста да преземеме ризик, волноста да излеземе од таа комфортна зона, не тера да исчекориме, но со самото тоа, гледате таа способност да не знаеме, но да сепак преземеме улога во животот и да тргнеме да го освоиме постоењето и живеењето, не наведува самиот живот тоа непознато да го осознаеме и преку знаењето да го направиме познато и тогаш веќе почнуваме да добиваме поголема контрола и поголема сигурност во нашето постоење. Но мора некојаш да го направиме тој првичен чекор и едноставно мораме да имаме волни и да не знаеме се, поради тоа што животот е игра и во играта имате непредвидливи, непознати работи и не можете едноставно све да пресметате и искалкулирате поради тоа што веќе не е интересна како игра. Последна карактеристика за која што ќе разговараме во денешното издание на Откриени тајни, за која што секако веќе имаме зборувано во претходните емисии, е приспособливоста. Флексибилноста ви овозможува брзо да се приспособите на променливите околности. Воздржете се од тоа да ги правите нештата на истиот стар начин. Бидете подготвени да разгледувате нови опции. Жарко, очекуваме и од вас едно кратко видување повторно за приспособливоста, а секако со тоа го заокружуваме денешното видување на карактеристиките на генијалци. Да, видите, флексибилноста, подготвеност за нови опции, подготвеност за промени. Некогаш голема способност е човекот да се промени, да направи промени во својот живот. Некогаш стануваме робови на навиките. Видите, имаме добри навики кои што едноставно се дисциплина, кои што ни даваат да постигнеме врвни резултати или да сме успешни во некој сегмент. Но многу често имаме навики кои што едноставно не тера да губиме време, не ги правиме работите како што треба со тие навики и треба да сме волни да направиме промени на некои работи. Треба сме волни да направиме, да сме флексибилни на промените кои што времето ни ги носи. Видите, мораме да се прилагодиме на новото темпо. Ако сме во некој тим каде што имате некој лидер кој што води и кој што е активен и едноставно бара повеќе од вас, мора да се приспособите на тоа темпо. Гледайте, не треба да сме флексибилни да се приспособи на некој стандард кој што е понизок од нас, поради тоа што така уназадуваме. Но мора да сме волни да направиме промена кон повисоки стандарди. И ако тука разговараме за околината, колку е убаво да бидете во околина која што ќе ве мотивира едноставно да бидете и вие подобар. Ете, тогаш треба да се прилагодиме на тоа темпо, на тоа размислување, на тие стандарди. Иако некојаш од нас бара тоа да е повеќе и бара едноставно да трчаме во животот, но тој убавината така растеме, како битија, како луѓе, така едноставно добиваме повеќе од нас, повеќе од нашите способности и едноставно сме поуспешни во животот. Но некојаш се наоѓаме во околина каде што ние треба околината да ја прилагодиме на нас. Ако се прилагодиме на некоја околина која што е под нас на некој начин, уназадуваме. Но човекот има голема доблест и не е лесно да погледне некојаш во себе за да направи промената која што му треба. Ајде да разговараме за карактерни промени. Видите, некојаш имаме карактерни особини кои што знаеме дека не се добри за нас, за околината, но едноставно оставаме фиксирани во тие некои деструктивни навики. Видите, мораме да бидеме волни да препознаеме и кај нас дека има нешто кое што не е најдобро. Но тоа бара свесност, тоа бара одговорност и едноставно тоа бара волност да се надмине тој порив дека ние сме управо. Знаете, некојаш многу често пружаме отпор на околината која што сака да не промени. Некојаш ќе му кажете на некој човек нешто и едноставно тој пружа отпор поради тоа што секој човек сака да биде во право, сака да докаже дека неговиот пат е исправен дури и кога не е. Пак ќе кажем, големина на генијалците, на врвните умови е да нема таа суетност кај себе. Едноставно работите не ги прават за нив и мислам дека тоа е тоа што им помага многу лесно да се променат. Поради тоа што нивниот производ, нивниот продукт, нивното постоење не е поврзано со нивниот личен интерес. Поврзане со околината, ако имате таква одговорност и таква цел, тогаш едноставно немате суета поради тоа што не станува збор за вас. Станува збор за околината, станува збор за доброто на општеството, станува збор за доброто на фамилија, станува збор за доброто на групата. И тука веќе нема простор за его и нема простор за тоа дали сум во право или не. Видите, станува збор за вистина. И некогаш вистина е дека ние треба да се промениме. Но и тоа е исправно.
Видите, исправно е нешто што е поразлично од тоа да сум во право. Исправно подразбира што е најголемо добро за околината и дал тоа јас можам да го препознам. И моја одговорност е да ги правам работите најисправно за себе и за околината. Но некогаш сакаме да сме во право и имаме некаков цврст импулс и фикс идеја дека тоа е исправниот начин и воопшто не сме ни волни да погледнеме дал грешиме или не. Но мора да бидеме волни и да имаме големина како битија да знаеме дека вистината некогаш е над, не секогаш е над нашето его и суетата и дека вистината и како да работите да бидат исправни е многу побитно од тоа да сме ние во право. Тука го започнуваме вториот дел од рамки на откриени тајни, каде што секако и понатаму продолжуваме да разговараме за карактеристиките на гениалците. Денес зборувавме за перфекционизмот, смислата за хумор, разновидноста и приспособливоста. Јас и Жарко секако дека ќе остапиме простор на луѓето кои што, како што и напоменав, со овие карактеристики успеале во својот живот. Не само овие 4, туку сите 24 за кои што зборуваме во овој мини серијал. Жарко, па да им оставиме секако простор на луѓето кои што со пред се огромна чест и задоволство се наши гости, а веднаш прифатија на нашата покана да бидат дел од откриени тајни затоа што ова се карактеристики кои што нив ги прават да бидат гениални. Така е, им се заблагодарувам на сите оние кои што земаат досега учество и на нашите нови гости во оваа емисија за нивната волност да допринос на нашата идеја, едноставно да им помогнат на сите оние кои што не слушаат на нас, поради тоа што ние бивајќи дел од сите овие разговори, слушајќи ги и како научуваме нови работи и уште повеќе од она за кое што разговараме денес. Така да, кога се дружиме со гениалци и кога тие се во нашата околина, секогаш учиме нешто ново, така да повторам и се заблагодарувам на нив за нивното учество, па би предложил да ги видиме изјавите на оние луѓе кои што денеска се дел од нашата емисија. Перфекционизам. Најпрвен човек кој што не е перфекционист воопшто и не е човек. Човечкото суштество е во природата своја перфекционист, затоа што секаде бара некаква смисла. Дури и таму кај што ја нема смислата ја бара. Например, доволно е обичен човек да легне на ливада во лето и да гледа во облаци во таа недефинирана маса која не е пратена на небото со некаква порака или со цел, тој ќе открие разни фигури, митолошки суштества и така натаму и така натаму. Значи, во мојата работа посебно, перфекционизмот значи само една работа. Да ги научиш техниките на пишување оноку колку што можеш и второ, тоа и не е толку важно, пресудното во мојата професија околу перфекционизмот е да бидеш чист пред себе си дека си го дал максимум. Ако тоа чувство по завршувањето на делото се јави, јас знам дека делото ќе има аура која ќе му обезбеди и читаност, и гледаност, и ќе биде популарно, и ќе го сакаат и така натаму. Најлошо е кога самиот ќе се лажеш околу перфекционизмот и кога нешто што не е од Бога дадено, не е излеано од еден злив, ќе почнеш да го поправаш, да го доправаш, да правиш логички мостови. Во принцип тогаш, посебно во театарот, излегуваат представи на кои точно се гледа каде Господ те бакнал во умот и во раката, а каде самиот си кроел, си крптел и си правил. Инаку, за успех само уште околу перфекционизмот, реков, мислам дека тоа е човечка особина, само многу малку луѓе сакаат да ја откриваат кај себе. Сите сме перфекционисти со самото тоа што сме луѓе и особено е важно што ако така се размислува, тоа воопшто не е важно. Дали си перфекционист хирург, перфекционист сликар, перфекционист наставник кој што учиш деца или перфекционист човек кој моментално мете улица. Сите работи може да бидат перфектно направени, односно на најдобар можен начин. И без тоа не ни треба да се впуштате во било каква идеја за успех без разлика на професијата. Смисла за хумор.
Најпрвен, комиката или способноста да се смее му е дадена единствено на човековото суштество. Не постојат смешни животни, односно не постојат животни кои се смеат, без разлика што мајмуните понекогаш тоа може да го прават, како и хиените, но тоа се само заблуди. Смеењето е всушност исто категорија од родот на перфекционизмот. Зошто? Затоа што таа е израз на еден темелен страв кај човековото суштество, а тој страв е страв од смртност. Ние секогаш се смееме поради базичната емоција страв. Дури и кога гледаме комедија, во која се исмеваат некои мани кај некој човек, ние се смееме само затоа што се плашиме од можноста и ние да бидеме исмеани, односно да бидеме доведени до таква ситуација. Меѓутоа, смејата не учи уште и на една многу важна работа, и духовитоста, се разбира, не учи дека оној кој не е способен да се насмее прво на себе, тој тогаш на другите сигурно ќе им се смее со цинизам и ќе им бара мани. Идејата е, смејата ни е дадена да сватиме дека не сме совршени, а една од особеностите на гениите е токму идејата дека не се совршени. Нема гений кој е нарцис, кој е самовлюбен и кој што ќе ви тврди дека е совршен. Дури многу гении се творци на многу славни вицеви и анегдоти во историјата на човештвото, така што таа способност за смеја покажува дека цело време имале кај себе чувство дека се несовршени и дека смејата е само знак дека се стремат кон совршенство, односно дека бидејќи се несовршени можат да бидат подложни на исмејување или на самоисмејување. Смејата се разбира критика и самокритика и од таа гледна точка секоја способност за духовитост е израз на самокритичност и на одговорност. А втора работа, духовитоста ви е по структура, ја има истата структура како и гениалната мисла. Таа спојува крајности. Ние секогаш се смееме на ненадејни обрти во виц, во комедија и така натаму, а спојувањето крајности доаѓа во една состојба на зен, што е состојба на гениалност. Така што кој ќе каже еурека, гениот, тоа значи дека поврзал две навидум неповрзани нешто. Структурата на вицот е иста таква. Поврзува нешто што најмалку очекувате дека ќе биде поврзано со нешто друго. Така што без духовитост нема гений, без тоа има само нарцис, а тоа е просечен човек. Разновидност. Значи, без разновидност, прво светот би изгледал многу посиромашен од што е. Ние секојдневно гледаме како светот буи во сета своја разновидност и во мојата професија која е врзана со фактички создавање слика за светот, разновидноста е многу важна. Најстрашно е како опозит на разновидноста во мојата професија, најстрашно е кога еден писател постојано ќе пишува едно исто дело со едни исти проверени реченици кои носат успех, дури со исти ситуации мелодрамски во кои љубовта ќе биде зашекерена како во оние мелодрами што ги гледаме и по маратонски веселии и така натаму. Стравот да се тргне понатаму во разновидноста, да се бара нов пат, да се бара ново изразно средство, да се смени дури и жанр, да се смени стил на пишување, покажува само еден економски, прагматски однос кон живот. Сигурен сум на тоа, не одам понатаму, ова ми носи успех и имаме такви уметници многу. Значи, покажува еден калкулативен однос кон животот, а тоа никако не е особина на гениалноста. Гениалноста дури и по цена да заталка некаде, во сосема непознати правци, дури и по цена да не постигне успех, неа ја карактеризира секогаш и секогаш почнување од ново и средба со непознатото. Ние сме дојдени на овој свет, сите луѓе, а посебно гениалните, дојдени се да го растајнат непознатото, а не да го повторуваат познатото, кое сигурно и гарантирано носи интелектуален или материјален профит. Така што, без разновидност, апсолутно се согласувам, гениот би бил сведен на една машина за броење, успеси, со еден сосем ограничен репертуар. Вокабулар, емоции ограничени и така натаму. Така што тука
тука нема дискусија дека разновидноста е исклучително важна. Приспособливост. На прв поглед изгледа дека приспособливоста не е одлика на гениалноста. Ние сите имаме представа дека гениалните луѓе се малку ексцентрици. Знаеме дека, например, Ајнштајн отишол со влечки на предавање и така. Значи, не се приспособил кон елементарните културни кодови, односно кодови на пристојно однесување и дека ги кршел намерно. Но тоа не е точно. Токму таа епизода со приспособливоста со влечките на Ајнштајн е доказ за неговата приспособливост. Затоа што тој потоа има изјавено дека влечките не ги облекол за да ги шокира другите, туку да си приспособи, имал некоја болест на стапалата, да ја приспособи обувката спрема израстоците што ги имал на стапалата. Значи, ето ви пример за една практична гениална приспособливост кон нештата. Но, приспособливоста е далеку поширока категорија, посебно кога говориме за гениалноста, затоа што гениалноста не може да не смета на приспособливоста. Приспособливоста значи само да се смалам јас пред вистината која ја откривам. Во која смисла? Човекот по дефиниција е приспособливо суштество. Ставете го во темна просторија, 10 минути, најпрво ќе се жали дека не гледа ништо. По 10 минути веќе ќе почне добро да ги разпознава контурите, а по 15 минути веќе безпрекорно ќе се снаоѓа во мракот. И тој е адаптабилен, тој е приспособлив за да опстане. Меѓутоа, приспособливоста, значи тој по природа е така. Меѓутоа, приспособливоста кај гениалците е намерна. Тие мора да се приспособат кон сета предходна научна, ако се научници, кон сето предходно научно постигање, резултати кои се постигнати, мора да се приспособат кон тим, ако работат тимски, и приспособливоста во тој случај значи да се чуе и другиот, да се респектира и другиот. Повторно доаѓаме до она, гениот никако не може да биде само заљубен, затоа што за него вистината е се. И трето, и можеби најважно, никако гениалецот не може на сила да ја приспособува реалноста кон своите замисли за неја. Замислете кој еден уметник со сила би ја приспособувал реалноста према замислата како таа треба да изгледа. Туку напротив, своите способности ќе ги прилагоди кон таа реалност која е предмет на неговиот интерес, доколку му е во интерес вистината, макар и уметничка, и во уметност да говориме за вистина, и во тој случај нема да дојде до силување на стварноста. Туку тој со својот гений ќе се прилагоди кон она што е предмет на неговиот интерес. Буквално како пластелин ќе се моделира околу она што е вистина, без разлика дали е таа вистина пријатна или непријатна. Тоа беа нашите гениалци кои што потекнуваат од овие простори, а нивното име и нивното дело секако не представува во одлично светло ширум светот. Луѓе кои што постигнале многу успех благодарение на карактеристиките кои што ги развиле во самите себе и кои што карактеристики секако допринеле да го постигнат успехот на кој самите тие, но и ние со нив сме горди. Жарко, ви благодарам и вам што заедно со вас секако ги имавме можноста да ги угостиме овие гости во нашата Откриени тајни и секако со самото тоа да допринесеме гледачите кои што редовно не следат да размислат за карактеристиките кои што сигурно и тие ги имаат дека треба да работат на нив. Ви благодарам за гостувањето и за оваа прекрасна емисија. Ви благодарам се на тебе, благодарам до луѓето кои што земе учество во оваа емисија. Благодарам за нашите гледачи и пак ќе кажам гениалноста и една од карактеристиките на гениалноста е волноста за знаење. Преку социјалните мрежи знам колку сте волни да ја следите нашата емисија, да се стекнете со огромно знаење и тоа е една од тие гениални карактеристики. Така да за сите оние кои што не гледаат, за сите оние кои што се волни да соберат знаење, за сите оние кои што сакаат да го искористат тоа знаење да направат промени во своето постоење на подобро, ви благодарам за поддршката која што ни ја давате и доколку сакате да стапите во комуникација со мене за било какви проблеми или потешкоти, секогаш сум волен да стапам во комуникација со вас и да одговорам на тоа колку може. Довидување. Ви благодарам за вниманието со кое што ја следевте и оваа Откриени тајни.
Верувам дека уживавте во разговорот со доктор Жарко Костич и секако слушајќи и нашите денешни гости кои што ја збогатија и оваа наша емисија. Доколку сакате повторно да ја погледнете Откриени тајни, тоа може да го сторите секако на социјалните мрежи, на Facebook страната на 24, на веб страната на телевизија 24, а секако следете го и доктор Жарко Костич, каде што може да ги погледнете сите Откриени тајни кои што досега ги снимавме и ги подготвивме за вас, нашите верни гледачи, се со цел да ви помогнеме и вие кога зборуваме за овој серијал на генијалци, да ги развиете карактеристиките кои што генијалците ги имаат и секако во сите можни сегменти да ви помогнеме да го направите животот поубав и посреќен. Ви благодарам уште еднаш и ве поканувам да останете и понатаму на програмата на телевизија 24, а Откриени тајни секако секоја сабота во 11 часот. Пријатно!